Добродојдовте во уште едно издание на емисијата Пријатели. Ова емисија посветуваме на второто продолжение од кинолошката изложба во Прилеп. Исто така на печокот Пријатели, кој што се наоѓа во новиот пазар на вториот кат. Таму ќе видите како се фризираат нашите миленици. Ајде да погледнеме. Ќе разговараме за една раса која што за жал во моментов е во изумирање кај нас новија простори, па дали може да ни кажете за што станува збор? Да, тој е шкотскиот овчар или попознат како Лесли. Да, по филмовите го знаеме од порано. Во Македонија ги има многу малце. Ние нови бои што ги имате вие. Да, ова може да се каже дека ептен ретки и родителите на едното се од Скопје и нашите кучиња. Значи може десетина да се само во Македонија. Само ти ме кажува од каде потекнуваат, но сепак дај да, од Англија потекнуваат, шкотски овчари од Шкотска, тие се овчарски кучиња во прва класа. Дали може да ни кажете што повеќе околу нивниот карактер? Мирни кучиња, домашни за фамилија, немат некој претеран темперамент, мирни се. Значи би му го препорачале на секој? На секој. И може и во двор да се чуват, не е морално да биде во куќа. Дали ќе ставите на изложби со нив? Па, одиме. Кои ви се ваши најдраги награди? Па има, женката има добиено и цацип, и... Ако може, ако не може... Повеќе награди има добиено. Од Гевгелија, ние сме од Гевгелија, во Гевгелија повеќе одиме. Сме пред една година бевме во Прилеп пак. Сме биле и во Србија, во Јаgodina. Супер. Ви благодарам за гостувањето. Фала и на вас. Ќе разговараме за една од најактуелните раси кај нас. За што станува збор? Станува за сибирска хаска. Моментално е најдобра раса во Македонија. Ја има многу често, но нажалост многу малку педигре. Еве во Прилеп, како што е моментално само јас бев со педигре, имаше само една, а има доста многу хаски што не се со педигре. Инаку тие се многу мирни, може да се чуват и со мали деца. Јас имам дома мало дете, не се агресивни, иако потекнуваат од волчка раса, значи споени се со волк и со волчјак, не се агресивни, тие се многу мирни кучиња, многу се друштвени, си играат, забавни се. Сега се во период на митарење, значи штом ќе изгрее првото сонце, тие почнуваат да се митарат, тогаш е најпроблематично со нив. Како се справувате со влакната во домот? Влакната ја вадиме надвор, ја чешваме буквално, вадиме премногу влакна, тоа се случува цела недела. Од една ден не може да се извадат сите влакна. И иначе супер е, значи дружелюблива, знае да си игра. Че препорачувате за секој што сака да има милен мирен во неговиот дом? Да, секој што. Бидејќи јас многу сакам, ја носам на изложби, значи има и доста добро врвено потекло. А колку изложби до сега сте биле? Па имаме одено на 5-6 изложби и би сакала да ја однесам и во некојаш надвор од државата, ја немам однесено. Имаме добиено доста титули на САСИП, оценета е со оцени 5, значи има добро легло, самата мајка е од Сибир донесена, значи чистокрвни се и супер тоа. Која ви е ваша најдрага награда? Најдрага од САСИП ми е најдрага наградата. Тоа овде во Прилеп? Да, овде во Прилеп плани беше. Ова година не освоивме награда, бидејќи малку со митарењето имавме проблеми, да. Благодарам многу за гостувањето. Фала. Сега ќе разговараме со Владо кој што одгледува нашата македонска гордост. Дали може да ни кажете за што станува збор? Станува збор за шотланинци. Дали може да ни кажете нешто повеќе околу оваа раса? Нешто повеќе сега се автохтоно македонско куче, се создадало ставно во текот на годините. Се извршена некаква селекција за да влезе во стандартите на FCA и моментално ги имаме такви какви што се. Дали може да кажете нешто повеќе и околу карактерот на кучињата и на кого се му ги препорачувате? Значи вака сега, овие кучиња се исклучиво територијални кучиња, добродушни, лојални кон собственикот, но по потреба се многу остри. Значи само тиме територијални кажува дека се многу остри во заштита на својата територија. А ги препорачувам на секој кој
има време да му посвети на куќата. Колку време е доволно за Што нив? ова куќа сака прошетки. Значи сака прошетка минимум 2 сати на ден. А околу негата на влакното? Негата на влакното треба да се чешла редовно малечко и проблема никакви нема. Дали често ги носите на изложби? Да, скоро на сите изложби ги носи. И кои се ваши најдраги награди? Најдраги награди, мажијак од Гани Корапски е европски шампион за 2007 година во Загреб. 2009 година во Целје беше трет. Денеска освоивме првак во раса, првак во ветерани. Одиме во финале сега. Сајте за Да, и неговото потомство, овие што се малечките, овие се брат и сестра, тие се во Бевина, во класа Папи. Значи сега останало уште 500 шоу да добиете? Да, и вчера нивни брат победи во млади кучиња, во Битола. Значи ги донесоте во Битола? Да. Само еден брат, другите не. Супер, ви посакуваме на тамошни успеси. Фала. Сега ќе разговараме со Жарко кој што одгледува куче од расата германски овчар. Дали може да ни кажете зошто се одлучивте токму за ова куче? Па јас се одлучив, мислам дека е една од најинтелигентните раси и ми лежи на срце. Едноставно друга раса не би можел, а ги обожавам мислам ги обожавам сите кучина, али ова раса ми е на срце. Само ти ме кажува од каде потекнуваат, но дајте малку подетално околу потеклото. Па вака се, тие се потеклото му е можда 100 години, уште од времето на Првата и Втората светска војна. Се знае од кај потекнува, самото ви кажува. Тоа е подетални информации. А околу нивниот карактер? Карактерот му е прекрасен, значи тие се интелигентни кучина, значи се обучени за службени кучина, во војската ги има и ние вака одгледувачите. Значи подложат на секаква дресура? Да, може. Колку е тешко одржувањето на нивното крзно? Па секој куче, мислам, си сака своје одржување, али овие се повеќе за надвор и ги одржуваме. Едноставно, фактички му треба само љубов, шетање, трчање работно кучеето и така. Колку време одвојувате за трчање? Па за трчање сега моментално, па преку една ден, но по пола сат време обавезно. И на колку изложби имате одено до сега заедно? Па до сега ова е 4-та изложба, минатата недела зедомне ЗГ1 од 18 до 24 месеци, Зигер 1, значи се такмичеше на Балканското првенство во Скопје и е победник. Моментално е балкански победник од 18 до 24. Како се задоволни од денешна изложба со оглед на тоа што времето малку не послужи овај пат? Па бидејќи ние сме од Прилеп, јас сум задоволен е сега времето, па и сите го очекуваме тоа и мислам дека е супер, еве, сонце излезе и така. Сега е супер, да. А дали за крај би сакал да ве запрашам која е ваша најдрага награда што сте освоиле? Па еве ви кажав сега пред малце, значи во неделата ЗГ1, а и денеска Боб Цацип, сега за Боб и така. Ќе разговараме со една од судиите, тука нова кинолошка манифестација во Прилеп. Наташа, здраво Наташа. Добар ден, поштовани гледаоци, драго ми е... Добар ден, почитувани гледачи, драго ми е што сум на 13-тата меѓународна изложба на кучиња во Прилеп, Македонија. Неколку пати досега сум судила на оваа изложба, исто така имам излегувано и како изложувач, така да тоа ми е голема чест и задоволство. Секогаш се чувствувам прекрасно овде во братската земја Македонија. Изложбата е секогаш на високо ниво и организацијата е навистина фантастична. Од наградниот фонд па се до големите рингови. Од наградnog фонда до великих рингова. Го поздравувам и организаторот. Навистина голем број кучиња и многу раси од странство, така да тоа е голем успех за секој организатор, како и кинолошко друштво, како и Македонски сојуз. Сваког организатора и кинолошко друштво, као и Македонски savez. Која е разликата помеѓу српските и македонските изложби? Па врло е Па многу е слично, ние тоа од прилика го правиме многу слично. Големо присуство имаше денес тука, што е многу битно. Иако времето не послужи. Нема тоа везе, значи кинолози... Нема тоа врска, кинолозите се секогаш активни, било да има сонце или дожд, кој ги сака кучињата, тој секогаш ќе одговори на ваков повик. Особено кога судиската листа е многу добра, така да навистина немам зборови, се е во суперлатив. Вас како судија би сакал да ве запрашам што е она што го гледате најповеќе кај кучињата кога ќе влезат во рингот и како поминува оценувањето? Па знаете како, ово е изложба... Па знаете како, ова е изложба на кучиња за убавина, секогаш се гледаат меѓународните стандарди кои кажуваат секоја раса одделно што треба да поседува и сите ние кога оценуваме се обидуваме да одбериме куче кој е најблиску до стандардите. Идеално куче нема, но затоа гледаме да е најблиску до стандардот. Али гледамо да е најближи стандарду, ето. Ви сте биле на многу изложби, па сигурно има некоја интересна случка која што ви се случила. Дали би можеле да одвоите една?
Па има јако пуно изложби, стварно. Па има многу изложби, навистина многу сум судела по светот и секоја изложба за мене е драга и не можем да одберам ова или она. Секад има прекрасни луѓе и прекрасни куќиња. Така да. Ви благодарам многу за гостувањето. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby, get down on it. Get on it. What you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard. Се наоѓаме пред новиот пет шоп, пријатели, кој што се наоѓа во новиот пазар на вториот кат. Оде можете да ги најдете сите миленици кои што ви требаат, од трипчиња, папагалчиња, желчиња и слично, па се до дополнителна опрема за нив. Исто така и храна по најповолни услови. Моментално се врши фризерска услуга на едно од кученцата. Ајде да погледнеме како тоа се прави во нашиот пет шоп. that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me the funk, that sweet, funky stuff.
Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me your stuff, that sweet, funky stuff.
И ова е крајот. Се надеваме дека ви се допаднаа денешните содржини средувањето на кучето во фризерскиот салон пријатели. И една поука за крај, зашто животните се попаметни од луѓето. Се тркаат 20 коњи и одат 500 луѓе да ги гледаат. А да го пуштите 20 луѓе се тркаат, нема да појде ни еден коњ да ги гледа. Се гледаме наредната недела. Чао.